За наука не треба пари. Видете, ние учевме за да направиме да човекот има квалитет и квантитет на живот. Сега и во денешно време веќе почнуваат да се појавуваат роботи, така тој робот му поставуваат одреден софтвер. Јас сум скептик за роботи. Во меѓувреме. Да си земе како беше поње роботот кој да не го маше. Добро дојдете уште едно издание на Шанк. Ова малце ќе е подруго издание, затоа што сме тука кај луѓето што се најзаслужни зашто сме ние здрави и живи, вака убави. Добро, за мене пластична хирургија треба. Кико и Тања. Сакам да ни кажете малце повише за Центар за биоинформатика Ревит. Драго би ни било да им објасниме на сите наши гледачи што е она што го работиме. Значи, здравието не значи само проучување на одредена болест. Ние тоа што го правиме е всушност проучување на тоа како функционираат органите и како функционира телото. Познавајќи го начинот на функционирање на нашето тело и како комуницираат клетките помеѓу себе, ние всушност точно можеме да видиме каде некаков проблем во комуникација прави на крајот како симптом здравствен проблем. Сега, овој период, веќе последниве години, многу научници во светот глобално ја проучуваат таа комуникација помеѓу клетките, го докажуваат тоа со лабораториски наоди, со резултати, со регенерација, со научни докази. Може да кажам дека сме еден од ретките центри во светот кои што тоа го правиме веќе добри 19 години, така ќе го. И иако нели сме една мала земја во која што никој не очекува дека ќе имаме некои поголеми достигнувања, искрено, меѓутоа никој не очекувал и од други научници, сите се родени во некое малечко место, сиромашни држави, така. Вообичаено е така, затоа што луѓето кои што се наоѓаат под повеќе притисок, со помалку средства, се некако приморани да размислуваат повеќе, да најдат начин за да најдат и решение за одредено заболување, затоа што верувајте во земјите во кои што имаат изобилие од инвестиции, имаат милиони и милиони евра вложени во лаборатории, тоа не им дава сигурност дека ќе најдат решение за нешто за кое што истражуваат. Ево вака колку се разбирам дека или што сум читал дека секогаш, да не кажам, поголемите решенија и пронајдоци доаѓаат баш како што кажавте вие од помали држави, од помали земји, така посиромашни, меѓутоа хајде да се нашалам понапатени стручњаци, лекари, специјалисти. И реално е така. Потребата за да најдеш решение за одредена болест потекнува од силната потреба да помогнеш на некого. Така. Значи, науката е силно врзана со спиритуалноста. Така. Човек кој што е хуман и кој што вистина сака да помогне, тоа знаење си доаѓа. Тоа е, како пак да објаснам, јас цело време тоа го кажам. За наука не треба пари. Така. Вообичаено најскапите лаборатории ги имаат можеби најиспромовирани маркетиншки најпродавани решенија во светот, меѓутоа за вистинската наука и за вистинското решение вообичаено не треба пари. Така да знаењето, мотив, страст. Да, значи желба да се помогне, желба да не само да се помогне, да се спознае, да се дознае нешто ново, да се открие нешто ново. Бидејќи сум ваш долгогодишен пријател, пациент и не знам како ги користам сите скоро ваши производи, да им објасниме на луѓето отприлика на кој начин функционира биоинформатика. Многу пати до сега сме го објаснувале тоа, ќе го објасниме во кратки црти затоа што и темата на емисијата не е толку научна, него е повеќе од слободен карактер. Примената биоинформатика може звучи апстрактно, може звучи многу научно или може звучи многу неразбирливо, многу едноставно. Значи, ние се занимаваме и се бавиме со проучување на програмскиот или клеточниот јазик. Како ние сега што разговараме на одреден македонски така наречен јазик, така може да замислиме дека клетките во нашиот организам, од кои што ние сме нели составени, тоа се едни малечки како циглички нели од кои што се гради една куќа, така ние сме изградени од мали такви нели биолошки циглички да ги наречеме, така наречени клетки,
комуницираат меѓу себе. Што значи дека не треба некој мајстор да ги нареди, него тие самите имаат програм како да се постават во одредена форма или да завземат некој простор и тоа да го наречеме дека се вика некаков орган. Сега, нели, апсолутно просто ги објаснуваме работиве. Значи, клетките во нашето тело, од кои што се составени сите органи, комуницираат на одреден специфичен начин. Што значи дека ние можеме денеска да слушнеме, значи тоа не е од денеска, тоа е од 70-тите години проучувано, значи не е ништо ново измислено. Благодарение на развојот на технологијата во изминативе 20 на години ние успеавме да направиме поедноставни, покомплексни, значи не комплицирани, него покомплексни уреди со кои што може да слушнеме што зборуваат и со тоа да возможиме да направиме така наречени микропроцесори, нели, со кои што ние правиме програмски јазик на истиот, нели, клеточен јазик кој што го разбират клетките, го запишуваме во малечок чип или процесор, го носиме прилепен на кожа и тогаш го пренесуваме тој јазик, нели, што клетките го разбираат на телото. Со самото тоа ние им кажуваме на клетките како треба да постапат по одреден проблем или по одредена состојба. Како да не кажеме мала реорганизација на Значи не се лекува во случајов конкретно, нели, за примената биоинформатика со хемиска супстанца, туку се лекува со информација, со известување, а тоа известување или таа информација на истиот разбирлив јазик за клетките, како ние сега, нели, што рековме, дека комуницираме на македонски јазик. Така да тоа е најпросто или наједноставно објаснето што е примената биоинформатика. Сега од тука натака се отвараат огромни можности и од тука, нели, натака веќе се отвараат и огромни капацитети, нели, за тоа што го зборевме за лекување, не само за лекување, за квалитет и квантитет на живот, дури превентивно, да се направи. Видете, заштита, нашата главна работа, видете, ние учевме за да направиме да човекот има квалитет и квантитет на живот. Сега живееме во еден период каде што цивилизацијава, нели, еволуира полека, па полека се освестува, нели, за себе, за самопостоењето, за можноста дека може да живее подолго, поквалитетно. И затоа веќе полека ние стигнуваме на тоа што ние го учевме, а тоа е, нели, квалитет и квантитет на живот. Али пак меѓувреме се занимаваме, нели, со случаи или со пациенти, да ги наречеме, каде што веќе го изгубиле здравјето, па ние помагаме, ли, да се го вратат назад. Така да има и сега и една група, апсолутно. Превентивно кога би се реагирало. Па видете, сите носиме ние микропроцесори, ние не ги носиме затоа што имаме, нели, одредена патолошка состојба, одредена болест. Ние ги носиме за одржување, напредување на нашето здравје. Така. Значи имате неколку програми. И гледам дека ова научна метода се развива се повише и повише. Значи, како се развиваат техниките и технологијата, така се развива и биоинформатика. Имаме повеќе програми во повеќе ординации, се шал. Да ја раскажам малце приказно, да не виде. Па не, ние сакаме да го представиме на луѓето, не дека да не кажам, да го објасниме на некој подруг јазик, да го демистифицираме, затоа што се крева една голема прашина околу ваквите работи и луѓето уште се скептици дека ваквото нешто функционира. Ако, ворете тоа. До пред 45 години беа скептици за компјутери, тогаш беа... Ја памтам, компјутерите се продаваа во продавници за играчки. Не постоеше никаква специализирана, Така да, тоа е се ворец. Ворец се скептици, ворец се сите тие. Сега и во денешно време веќе почнуваат да се појавуваат роботи, така, тој робот му поставуваат одреден софтвер. Јас сум скептик за роботи. Во меѓувреме. Да си земе како беше поне роботот кој на него маш. Гледајте, сепак сакам да кажам како може да сватиме дека тој робот има некаков софтвер за да некако функционира и нашето тело е така организирано да има софтвер и програм по кој што функционира. Сега, она што е различно кај луѓето е тоа дека луѓето имаат во суштина емоции. И главниот проблем во сите основи на заболувања, а и на среќа, а и на долг живот, исто така, го прават емоциите. Во суштина ние како размислуваме, како реагираме, не е тоа толку како размислуваме, меѓутоа тоа е еден, да речам, belief систем. Ова е интересна тема, Менталната емоционална состојба или плацебо и ноцебо ефектот, тоа што Татјана го објаснува, е многу интересен. Начинот на реакција, емотивната реакција покренува сосема други физиолошки на хемиска реакција во телото. Потреби или проблеми? Дефинитивно. Плацебо е кога ние се само излекуваме, а ноцебо е кога ние се само разболуваме. Тоа е многу интересен, а тоа све се заснова, нели? На емоциите, од емоциите,
примерно Па не е толку само на нас, ако се емоциите. вратиме нивото на свест, видете, емоциите, менталната, емоционалната состојба се само неколку карики, нели, допред да стигне проблемот до одредена физичка состојба. Така. Значи тој механизам, интересна тема отвораш, не е може да само се објасни. Тоа, јас би рекла дека начинот на кој што го креираме нашиот живот и нашето тело и нашето здравје започнува со нашите мисли. Така. Ние не сме ни свесни колку се значајни и важни нашите мисли. Секоја мисла, која што е убава или не е убава, е всушност порака да нешто се материализира, кое што ние сакаме да го искусиме. Така. И секој од нас, ако стане наутро и помисли, во моментот, вака, поминува денот, поминува 1 или 2 часа, и застанува и прави анализа самиот на себе. Така. Што мислам сега во моментот? И дали тоа се манифестира? И дали тоа се материализира и се реализира како Да не кажам реалност? каде му е планот, што е Во до каде, суштина, значи никој од нас не застанува и не прави само анализа на тоа што е тоа што го размислува. Така. Мислите се апсолутно почетната точка каде што ние правиме материализација на она што сакаме да го доживееме. Така да таа ментална свест треба да станеме што посвесни, да знаеме што мислиме, што тие мисли побудуваат, каква емоција, И дали е страх. На каде не водат тие мисли више. Тоа е тоа, затоа што луѓето, гледајте, некогаш може да седи некој човек дома, затворен во една соба, и да размислува на некој проблем, и тој всушност не го живее животот, тој е заглавен во тој проблем, тој не постои Во мислата цело време. тој не постои лута надвор од тој некаде, проблем. И ние како битија всушност многу мора да работиме на себе за да станеме свесни. Што размислуваме, какви ни се мислите, дали се позитивни или не, во кој правец не водат. И ако секој ден се посвесно одиме во правец во кој што ќе имаме убав живот, ние реално ќе имаме и поздрав живот. Ова е еден од начините како можеме самите да си помогнеме за да излеземе од тој еден матрикс во кој што се заглавуваме секојдневно. И цело време тупкаме место некаде. Јас сум скептик за ова. Првиот скептик е тука до нас. Што не сака роботи? Докажете ми го. Не, работи. Знаеш, Кико, извини така што се обраќам, се изјавам за право. Да, Тоа е малце проблем кај луѓето, као објасни ми. Чекај само да те прашам, значи, ние ова што го вие што го правите, ние го користиме, јас потполно го разбирам. И сега ти кога ќе му го објаснуваш, брат, тоа не знам дали функционира. И ја имам едно друго правило што одма ги демантирам или ги враќам назад, ги рестартирам. Од каде знаеш дека аналгинот функционира? Каде се сите научни студии за аналгинот? Само го земам како пример дека еве тоа функционира. Не, постојат студии. Нели секаде имаш имуни. Постојат студии и за ова што го работиме, гледајте, и ние ова што го работиме си постојат студии. И она што го правиме на студии. На минимум од 100 испитаници во кои што имаме група која што го прима, пример, тој биомодул или тој носач микропроцесор со соодветна информација, има една група која што прима плацебо. Ние сето тоа што треба во научната фела го правиме сето тоа што луѓето очекуваат веќе, нели, да го прочитаат, да го видат и да го правиме. Се е научно докажано. Меѓутоа, пак ќе кажам, тоа беше поентата и на почетокот. Затоа што не сме некој центар во кој што се инвестирани 180 милиони долари, како што е, например, центарот на Девид Синклер, кој што реално не го порекнуваме, апсолутно тој функционира, тие имаат најдено начин како преку тие Яманака фактори да прават регенерација на органи, тие имаат и буџет од 180 милиони, што им овозможува и огромен маркетинг. Ние, наместо тие Яманака фактори, ги имаме информациите кои што ги заменуваат тие фактори и точно на истиот начин можеме епигенетски да активираме нашата ДНК, која што на тој начин ќе го активира програмот за регенерација на сите органи во нашето тело. Што апсолутно на истиот начин делува. Меѓутоа, недостатокот од 180 милиони долари во моментот е значи малку пооскуден. Не, недостаток него станува збор, Станува збор за не маркетинг, за маркетинг,
Затоа и кажав на почетокот, верувајте. Науката не зависи од парите. Така, Парите зависат да. само до одреден степен, каде што вас ви требаат одредени уреди или одредени алатки кои што треба се приуштите или одредени компјутери така натака. Ние тоа го имаме, го обезбедуваме, имаме и наши професори, имаме и наши институти, нели кои што ние ова не го измисливме. Така ние сме наследници. Ние го надоградивме, ние сме наследници на една споредив со класичната таблета. Значи, таа таблета не функционира 100% на сите. Апсолутно. Тоа сакам да кажам затоа што некако се скептици луѓето Ама не може да знаете што? функционира. Не, И нашата терапија не функционира една за сите. Затоа ние правиме така наречена персонализирана терапија. Тоа сакам да го објаснам. Кога би знаеле ние да решиме секаков проблем, нели, односно одреден проблем кај секој човек, тоа би било идеално. Но не знаеме се уште. Знаете, не е толку до незнаењето или до нефункционирањето на таблетите, колку што е повеќе комплексен човекот. Многу е комплексен човек. Секоја манифестација од обична главоболка не е причина само еден или два фактори. Се многу покомплексни механизми во позадина. Така е. Значи тргнувајќи од стрес, кој што е сега многу популарен години назад, е неразбран, несватен, до одредени генетски предиспозиции, до одредени свесни дека да не кажам се стресуваат од ден барем 20 пати. Видете, ние сме зависници од кортизол веќе. Така. Денеска адреналин и кортизол, тие два хормони, нашето тело ги лачи буквално тргнувајќи од дома. Значи, кога ќе станеш од спиење и од кога ќе почнеш да размислуваш за проблемите, па поготово кога ќе влезеш во возилото, нели, да стигнеш до работа, тогаш тогаш почнува сето тоа. Така да поентата ни беше, не лекува само хемиска супстанца, туку лекува и така наречена информација. Тоа може да го замислите или да го сватите денеска како софтвер. Значи, за разлика од компјутерот, кој што ако прегори, да речеме, графичката картичка или напојувањето, не можете вие да накуцате или да направите софтвер што ќе ги регенерира, нашето тело го содржи тоа. Значи, програмот за регенерација кај нас стимулира да клетката се регенерира. Зборам во случајов ако има услови. Тоа се храна, вода, нели кислород. Значи, зборам ако се задоволени елементарните елементарните услови ако се задоволени, денеска ние можеме да му кажеме на телото или на клетките како да поправи одреден проблем. Тоа е тоа што е револуционерно. Па ќе кажам, не од сега, 70-тите години се поставени основите. Зошто требаше толку долго време, извини, за да дојде кај нас? Кај нас? Па видете, ние 19 години веќе сме овде. Така. Поентата пред 20 на години електрониката, софтверот, технологијата не се толку развиени. Се уште се одело или се работело со аналогни уреди, со погруби уреди, како што напредува технологијата, така нели се пософистицирани, поедноставни или подобри или поквалитетни нели уредите што ние ги користиме денеска. Дали мислите дека треба малце од маркетиншка гледна точка малце повише да му се даде на значење на ваквото лекување, затоа што јас пак ќе кажам ваша благодарност, моето цело семејство е живо, здраво, право. Ваша, мислам, благодарност до вас, благодарение на вас, ние издржавме со Никола едно 4 месеци турбо период, каде што секој ден се снимања, патувања, подкасти, реклами и јас можам да кажам дека прво и јас бев у наводници скептик за вакво нешто. Ја уште сум. Но сега реално не можам без биоинформатика и технологијата која се применува тука. Вака, ние немаме ништо направено кај вас во смисол на нешто допинг или нешто да го штетиме вашето тело. Ние само ви имаме дадено тоа што ние сме виделе дека претходно нели на таа дијагностика или скен или преглед, нели како и да е поедноставно за разбирање, вас ви не недостасува, него ви е потребно за да вие организмот го одржувате во одреден баланс. Малте не реорганизација. Реорганизација, тоа е. Ресетирање. Така. Сега, ние само ви помагаме да вие го добиете оптимумот или максимумот на вашето здравје, на вашето постоење. Толку едноставно, значи, ние не додаваме плюс на нешто нели што не треба. Да, и не можеме од некој, на пример, сега не знам, профил на човек да направиме бодибилдер едноставно во најдобрата оптимизација. Да, ова е во најдобрата форма, во суштина максимум што може абсолютно. Затоа што сега секој од нас е различен, со различни желби, различни идеи, различен потенцијал за перформанси. Па што кажа Кико и ДНК-то и гениот и све си носи предиспозиција на носи дефинитивно и сега да го земеме оној дел што Татјана го отвори, а тоа е дека и ние влијаеме на таа функција. Значи ние сме многу помоќни суштества од тоа што ние сме воспитувани дека сме.
Така. Многу прости примери. Се нервираме 3 месеци, имаме некаков гастрит да речеме. Нели? Се рефлектира таа нервоза на желудникот. Се нервираме 6 години, веќе имаме по некоја комплексна состојба на желудникот. Го земам како пример, значи не ме земајте во да доловиме чисто како изгледа тоа. Значи сакам да ја објаснам или сакам да ја доловам таа спрега каде што менталната и емоционалната состојба и како се рефлектира на физичката состојба. Ние сме учени генерации или години на назад дека психосома и сома-психо се две различни состојби, односно две различни работи. Значи не си ти за на лекар, ти си на психијатар. Ама кога не психо, овој не нормален. Да, не функционира така. Значи емоционалната и менталната состојба е едната страна на паричката, физичката состојба е другата, а тие се двете една целина, односно се од едно. Да. Мислам и таа табу тема сакав да раскршиме. Затоа на пример во 11 ама сакам да објаснам дека ние функционираме, значи колку и да е, да не кажам часот или било што, ние функционираме. Знам дека со кафе, со вода, со се што треба. Сакам да кажам дека бевте сега пред некое време во Берлин. Да, бевме во Берлин. Преубаво искуство. Така? Мора да кажам дека од таму се вративме изненадени. Колку нашето пиво е подобро од германското. Така. Едно од изненадувањата. Од импресиите беше. Другиот дел е колку луѓето се отворени и колку се воодушевени од ова што го работиме и што го имаме постигнато. Мора да кажам дека ова што го работиме сега е нешто што е иновација во светот. Веќе не препознаваат. Му залепивме биомодули за анти-ејдж и останати на Майк Тајсон. Браво, супер. И за него мора да кажам дека исто сме воодушевени каков човек е. Многу голем човек со широко срце и смирен. Јас се изненадив, очекував некаков, нели? Значи, пак доаѓаме мала земја, но со многу стручни лица, професионалци, специјалисти. И некако, нели, пак доаѓаме едно прашање скоро со сите мои гости или не знам еден заклучок, дека во странство се некако подценети од кај нас долу. Па, видете, никој не бара признание. Јас сум скептик. Ако човек бара признание, тогаш нешто му недостасува. Во суштина, не ни треба тоа. Цена, значи тоа што го работиш. Порастеретени се. Така, не се порастеретени се. И македонецот има еден многу специфичен ментален склоп, малку е од некој тип на автоимуно заболување заболен. Да. Автодеструктивен. Чуден феномен, мислам, на Балканот е стварно посебен случај за Джамбас каже, ние сме склони на самоуништување. Па ете го, автоимуно заболување јас го нарекувам. Сите просперира, ги спомнувам, значи нашите глумци и пејачи кога ќе отидат во Србија, во Бугарија, во Англија, во Русија, не знам више каде што ќе отидат. И сега кога ќе ги видат таму, еве ги нашите. Јас себе сега последно, значи така и ќе оди ова емисија, девојчето од Тетово Лина на Вимболдон што игра. Да. Сега сите се сетија на нејзе. Сите она наша. Чека луѓе, зашто не го цениме тоа додека е тука, додека да кажеме чекај да се помогнеме или како стигна до тоа да биде наша, така некој претходно нели? Верувајте, не е тоа случај само кај нас, секаде е така. Луѓето бараат признание од надвор, кога ќе го видат тоа таму, веројатно ги признаваат и луѓе локално. Знаете, никој не очекува дека некој сега, можеби некој негов комшија, некој до него не го гледа тоа како нешто нормално. Така. Многу полесно им е за умот да сватат дека тој потекнува некаде од надвор. И ја не мислам дека ова синдром на Македонија, верувајте, сигурно е на секоја земја. Не се слагам со тебе. Не ви е точна дијагнозата. Не. Овој пат утнапе. Сега, ајде вака сега. Ама пак ние сме склони, се слагам со Кико, дека апсолутно сме склони на такво ама нешто. пак каде и да отидеме надвор. Добро. И ти се полни срцето кога ќе кажеш каде си. Така е. И кога ќе слушнеш дека е Ама ние не зборевме за надвор, збориме за внатре. Да, затоа што овдека на видете, ова е конструктивна критика што ја кажувам. Малце треба да се колективно освестиме
Мислам дека доволно беа периоди. Ние осудуваме, значи долг период еве како самостојна држава, ние некако многу осудуваме нешто уште пред да почне. Точно, тоа е така. Тоа е така. У таа цел ја мислам коментарите се во аспект дека треба побрзо да созрее македонецот како нација, како свест. Така е. Затоа што веќе и 40 години очигледно се малку. Не сме така воспитувани. Видете една Кина како ги воспитуваат. Ние сме најдобри, ние ќе го окупираме светот, нашето е најдобро, ќе се продава секаде во светот и нема подобри од нас. Ако некој направи, ние ќе направиме подобро. Значи, а ние го немаме тоа. Кинеската идеја не потекнува од Кина. Кинеската идеја не потекнува од Кина. Така се учи. Кина ја зема идејата на поранешна Југославија. Ние се родивме во таа Југославија и ја упропастивме, значи ние успеавме да бидеме четвртата грешка на Тито. Така. Значи, јас тоа го кажам дека можеби треба време да се освестиме еве и до нас родителите сите. Јас имам една филозофија сега. Ние како деца, значи сме една деца на транзиција, мислам дека со тебе Татјана, не знам со Кико како, каде што се видовме. Значи од растурање, од распади, од војни, од 300 чуда. Па тоа го коментирав, дека малце треба побрзо да созреваме. Учик стечајка беше, значи немавме пари, татко ми беше у полицаец, таа беше платата. Ние идевме растовараме. Фамилиарен бизнис ви. Да. Од дедо, парадедо, сега да видам некој од ќерките или значката да остане во фамилијата. Како занаетот, како нели, ова е така значката. И муабетот е дека ние некако не созреавме, значи сите други држави се одлепи од нас. Колективната свест. Ние како деца идевме растовараме, да не кажам, ухладњача овошје, за да земеме 300 денари да отидеме у чаршија вечер. Сега ти му даваш 40.000 на детето, таму мајката или татко ти таму кидаш да му слугуваш за 40.000. И тоа е таа болешна влада кај нас. И се слагам со тебе дека малце треба да се созреи у тој план. А мислам дека така би било подобро. Колективна свест треба. Побрзо да изгради македонецот колективна свест. Добро, не е политичка програма, начнавме може некоја тема каде што. Ово и за шалата, јас сум го кажал, еве сега и пред вас ќе го кажам, мислам дека последното Лазаров кој ми беше, колку сме ние негативни, колку заборавивме да се смееме. Заборавивме да се радуваме на убави работи. Не знам како да кажам, јас сликам чорап, скинат мој чорап, Кико, го сликам и пишам единствена причина зашто вечер не си легнал некоја женска. 100 коментари. Срам да ти е да му се смееш на детето. Може би нема пари. Толку негативно, како 30 години да го доведа народот до апатија и заборави да се смее. Вика, мало луѓе, моје чорапот уште нас дека еве го. Знаеш, страшна работа, значи. Можда е да не кажаме некој диагноза. Може би е автоимуно заболување. Да, затоа зашто малку комплекс, не се вреднуваме доволно. Така. И ние како нација од секогаш сме биле без разлика и во Југославија сме биле ставени на последното место. Да, ма тоа не е причина да ние продолжиме така да се однесуваме сами спрема себе. Тоа треба да е доволен мотив и причина за да ние еволуираме и напредуваме. Тоа ти е исто како детето, како го воспитуваш од мало, ќе му всадиш несигурност и понатаму таа нација очекуваш да порасне во силна, меѓутоа не пораснала. Значи ние како нација немаме сигурност во тоа што сме и што можеме, а можеме многу. И очигледно можеме многу повеќе и во историјата тоа се докажало што се можеме. А и ден денес. Знаете што е можеби погрешно во моментов, што оваа нација треба и ова, да кажам, било која власт, не оваа власт, треба да инвестира и да вложува исклучиво во наука. Така е. Кој го прави тоа? Израел. Го прави тоа изминатите 20 на 30 години. Дали се тие мала држава? Да. Што имаат сватено? Дека единствено научни откритија ги прават подобри од сите други останати. Така е. Ние имаме кај нас златно правило за помалите држави, каде што нема ресурси, каде што нема капацитет, ние не можеме. Наши научници у нас што замина и што работат и видете. Еве Македон детето е најдобар математичар у свет. Тоа што од 7 милиарди или 8 жители, точно. Најдобар математичар у свет од Македонија. Да. Така е. И не знаеме тоа да го ценим. Во историјата на назад имаме многу интересни ликови за кои што скоро ништо да не се знае денеска. Така е. Кои што биле во врвот. Имаме некаде човек кој што бил некаде втора или трета класа, зборам не како ранг, него зборам како генерација после Никола Тесла кој што има измислено феноменални
тргнеме магнетни мотори. Илија Децковски да го спомнеме, кој што 99% мислам дека не знаат луѓето за него. Михајло Пупин бевме вевчани, така беше Никола. У неговата куќа бевме. Значи страшни работи има таму на пронодици, изуми што ги нашол што ние јас не сум ни знал дека он го измислил тоа. Затоа кажам, една ваква држава треба да инвестира во наука и да продуцира таков кадар. А второ, треба едукација на луѓето, на децата од самото раѓање, да научат да се вреднуваат себе си, нацијата, земјата, на крајот на криштата не е ни важно која националност си, треба да бидеш човек. Треба да ги учиме децата малци на други вредности. Не остави ги да гледаат нешто. Религијата, национализмот се веќе потрошени алатки за условно кажано манипулација со широки народни маси. Мислам дека таа епоха, таа ера треба да заврши. Треба да се оди да се стреми кон нешто друго, а тоа е кон издигнување на свеста, веќе треба да се стремиме кон контакт со други цивилизации. И културата на крај, значи културата. А не да зборуваме на овие теми. Тоа е тоа. Еве сега гледаме мала дигресија ќе го спомнам Борис Јанковски. Да. Веда фирмата, не знам дали знаете дека во светот постои систем за гасење на литиумски батерии, иако никаде официјално не постои. Еве може го поканите да поразговарате дека ќе ве запознаеме со Борис. Многу интересен. Тој целта на емисијата некои работи што наводници се недостижни за луѓето или кои спрема некои работи се скептици како тебе. Да. Јас сум скептик. Сакаме да доближиме до луѓето, да прикажеме дека луѓе ние имаме прекрасни луѓе, значи апсолутно вредни, квалитетни. Организација треба. Така е, само една добра организација да се спромовира. Путин го направи Сириус центарот. Сириус центарот е денеска двигател на руската нација. Зошто велам двигател на руската нација? Затоа што еднината нивна научна технолошка денеска нели се случува во тој така наречен Сириус центар. Сириус центар представува нели за Русија, но место каде што сите млади таленти се едуцираат, доедуцираат и се ставаат во наводници во функција на системот на општеството на нацијата. Се гајат, се негуваат. А доколку кај нас, ама тој механизм, да, како да ги спроведе овие таленти и како да го извади. Ама кај нас е многу поедноставно тоа да се случи. Видете, нација од 100 Русија има научници и извини се експерти, специјалисти колку што сме ние сите заедно. Не мораме Кина, САД, значи, но имаат ние некако видете, науката не подразбира квадратура и не подразбира квантитет, не подразбира колку милиони или билиони луѓе. Таа подразбира одредени индивидуи, нели, кои што навидум за општеството се малку налудничави, кои што се тие кои што ги променуваат работите. Еве, Bluetooth не знам колку луѓе знаат, нели малкумина знаат дека измислено Никола Тесла во времето кога он нели е жив. Значи Bluetooth во тоа време не поимлив. Денеска е невозможен, денеска микрофоните функционираат на Bluetooth, нели, за да немаме кабел. Ама во тоа време он бил неразбран, несватен, нели било пред времето сето тоа. У наводници болесник забеган, значи не знам што како. Затоа го спомнав делот, значи секој што е малку во наводници нели конструктивно сакам да кажам нели налудничав, нели за разлика од просекот во општеството, и уствари тој или таа група на луѓе кои што ги кршат табуата или го кршат мразот или ги поместуваат работите. Ама си лош. Значи, јас затоа викам, ти се обидуваш да објасниш нешто, значи, еве сум се трудил да објаснам на луѓето, баш за ова што го користиме, брат бе. Да, еве да речеме дека ова потекнува од Америка. Ако има некој објект, да речеме, не знам колку илјади квадрати, или ако е некој објект од неколку илјади квадрати, или на некое друго екзотично место, кој што треба 3 огради да поминат и 4 рампи, тогаш нели? Знаеш што некад не носи објектот, се слагам со тебе, пошто ќе го спомнам еден у Кумано имаше една култна седмичара на времето, беше како да ти кажем 4-5 квадрати беше. Немаше шанси, тоа беше Кумано како Чишко Солку Скопје. Немаше шанси да отидеш у чаршија да не бидеш виден таму. И човекот нели вика, слушај, ова добри да работи со години, дека ќе направам поголем објект. Објектот изгуби душа. Стана Макдоналдс. Да, тоа сакам да кажам, значи Никола, да имаш некои подароци за луѓето, чекај за тоа. Па јас од тоа дедов затоа чекам. Прво вака, брат, ти идем на посебно, а етно село Тимчевски ваучер има за тебе Татјана да си поминиш убаво, значи таму прекрасно. Треба да го видам ево како изгледа. Не ти идеме посебно. Не си женет. Парфумерија Сан Сиро, значи нашите соработници, Кико, ова е за тебе. Сега, знаеш, кога се дава парфум, се разбира некако погрешно, ама ти си ми брат. Еве, ќе се менјаме со Татјана. Не, има за тебе, повели, Татјана, ова е за тебе. Фала ви. Затоа што вие цело време не одржувате, не почитувате и сте дел од
од нашата емисија. Еве и тука ексклузивно ќе најаваме еден серијал каде што ќе се одвива понатаку наредниот период, каде што ќе доловиме на луѓето дека ова не е вау, баук, нешто од кое треба да се плашат, него треба да дојдат и да си го сочуваат своето здравје. Тоа малку страшно, има многу струја, кабли, има. Да, Више кабли. Да, више кабли, има да мање кабли. Не боли ништо, Пик е ништо тука, страшно. Ќе го спомнам и Пик, јако се крие, намерно ќе го спомнам да се нервира. Онија пали гаси струјата. Во Берлин. Во Берлин? Да. Пики не му се степа на Тајсон, брат. Никола мој да беше од ферка, брат. Едва го додржаа Пики. Да. Вика, они го удираат, они го држат, знаеш, тоа е целта, пак ќе кажам на нас, за да доловиме нешто што треба да биде. Сега не можам да кажам точно колку етапи или на пример што треба, како би изгледало едно доаѓање од дека во биоинформатика доколку човекот сака да си го да се провери, да види како му организмот, у каква состојба е и како се одвива на кратко тој процес кога ќе дојде човеков дека од самото закажување па еве на кратко чисто да ни објасните. Па обично е гужва, се чека по 40 минути, 30 минути. Да. Пробуваме да е помалку. И после брзо оди. Прево изгледа. Сега мора сме веќе, видите. 30 минути. Не, ние сме малку, ние сме малку, има многу луѓе, сме добро распоредени. Има стварно многу луѓе на кои што треба да се помогне. Стварно не се крати на времето. Така. Нели обично се вулат врски, не треба врски. Мислам, нема што да биде, нема зашто врски да се фаќаат. Така. Исто време за секого се посветува. Затоа се случува да се направи гужва и да се касни и треба да се има разбирање, мислам. Сега кога вие имате проблем или сакате цело внимание да биде на вас. Сега дали сте дошли 15 минути покасно, дали плюс 15 минути на вас ви обрнато внимание, мислам дека е се во ред. Да скратиме. Кратко е, Изволте. брзо е, не боли ништо, не е болно, не е инвазивен метод. Ги тргне. Да, струјата ни ја регулира да е помала струја, да. Се шалам, нема струја никаква, значи уредите апаратите се многу слични на ЕКГ апаратите или ЕЕГ апаратите, нели електроенцефалограм се користи за да ги слушне тие ситни суптилни фреквенции на мозокот. Другиот уред, нели што го кажавме за срце ЕКГ, тој ги слуша оние суптилни микроимпулси што ги испушта срцето. Тој уред што ние го користиме направен за сите органи во телото да ги слушне тие микроимпулси. Значи уредот не пушта струја, него уредот слуша, нели какви електроимпулси испуштаат одредени органи. На основа од тоа ги претвара во одредени алгоритми, кои што алгоритми после нас ни се преведени во јазик, нели што може да го разбереме. Да. Значи сега вака најбрзо кажано, наједноставно. Значи не е инвазивен метод во никој случај. Досаден е, но не инвазивен. И Кико ако се падне на анализа, уште да, пошто не по-досадно. скептик за некој. Не, јас сум скептик за таа анализа, ја не присуствувам на анализата, јас се кријам во лабораторија. Како наш беше на Декстер, да. Да. Терапиите, јас се ги правам на Тања, затоа е расположена вака. Да гледате, терапиите он е крив зашто ја вака. Малку му ја утнав, не е проблем. Да, и добро, не се Малку претирано е дозата. само по 4 и по 5 дена не спиење, иначе се е поред, така. Се шалам. Значи нешто прекрасно што морате да дојдете да се посоветувате и пак да кажам на крај и превентивно да делуваат на своето здравје. Па најважно е превентивно во суштина. Ние сме специјализирани за квалитет и квантитет. Значи ние не учевме за да лекуваме болни луѓе, ние учевме за да го подобриме квалитетот на живот и да го напредиме или да го продолжиме. Но како што преска нели спомнав, ние сме во сега некоја убав збор транзитна или период фаза каде што луѓето се уште не им е јасно дека не се посетува доктор кога си болен, не се јаде здрава храна кога си болен. Туку претходно. Него претходно, значи многу претходно. Да. Видете, нашата ДНК денеска, зависност од која раса или од која раса устари добро кажав припаѓаме, затоа што има 53 типа на хуманоидни раси на оваа планета, не се црна, жолта, зелена. Да, нели, него се повеќе. Затоа го решав. Ние се договориме претходно. Ја ве гледам од преска се куцате од здоба. Знаев дека ова скептик сум, но ајде. Но гледам договорено, да. Нека истичат камерите ќе се разбереме. После ќе се разбереме, дека се обрачуваме. Значи, Може да снимаме уште една емисија. Да, може, да, после. Касно ја морам да си одам, да не должам. Кико ја мислам дека ти ќе го викнеш Пики у помош, затоа што со Тајсон имаше блиска средба.
Тоа во некоја специјална емисија ќе треба да се објасни. Да. Ки ставиме јажињата одека, брат. Видете, Тајсон може за Тајсон знае цел свет, ама сега Тајсон знае за Македонија. Главен претставник е Пики. Првиот нокаут вон камери. Значи да се вратам на темата. 150 до 300 години е записот во нашите клетки. Зошто го кажувам ова? Секој може да го доживее тој потенцијал ако малку обрне внимание на себе. Да. Значи, надградба на свеста, Татјана тоа што го спомна спиритуалност, значи не религиозност, спиритуалноста не е магија, не е Да, свесност. Го користам зборот спиритуалност затоа што е повеќе употребуван, повеќе користен и веќе станува не абстрактен, појасен. Тоа е и целта, извини што те прекинав на све ова, пошто луѓето изразите кога ќе им ги кажа така и одма магија, вештерки летат на метли и такви. Па видете, затоа да не кажам се обидуваме на секој може начин ваквите табуи да ги разбаваме. Внимаваме како ќе се одразиме, одразиме. Ова што го збориме е за како човек сам да дојде до состојба да воопшто не се разболува или да стане свесен зошто некои работи му случуваат. Да. Дефинитивно. Може да ги спречи со време. Финално нашата цел е да ние останеме без работа. Што значи да останеме без работа? Да немаме потреба нели да лекуваме некого. Ама сега кога треба да третираме пациент кој што има одредено заболување, не можеме така, нормално. Ние на тој јазик на кој што комуницираат клетките правиме комбинација од клеточни сигнали, која што комбинација точно дава инструкција како тој орган да се врати во нормална функција. Тоа сам со својата свест е многу тешко да го постигнеш, нели реално. Во ово општество, со ова темпо на живот е доста тешко тоа, но мора да се спомне затоа што има луѓе кои што нели може да го постигнат тоа. Затоа ние сакаме да им доловиме дека науката не е само кога ќе му спомнеш наука одма подразбира микроскопи нешто, а кога спомнеш спиритуално он не знае дека тоа така, него одма му се враќа филмот и хорор филм кога гледа вештерките што летеа со тоа е тоа, нели духовите кои се викаат со магнети. Пред 20 на години во Македонија се откри хомеопатија. Хомеопатијата постои 200 кусур години. Кога збориме денеска за чакри, тоа нешто звучи на некаква секта од Индија или нешто нели од некаква магија. Не, тоа се одредени енергетски склопови во нашето тело. Што значи енергија? Кога ќе го допреме некој нели чувствуваме топлина. Таа не се мери со грами и милиграми. Таа се мери со друг метрички систем. Значи топлината е енергија. Ние поседуваме енергија, поседуваме и материја, поседуваме и така наречена информација. Значи треба да ги демистифицираме некои работи. Може треба да најдеме заеднички некои вокабуларни или заеднички термини со кои што може да се изразиме, одразиме. Почнеме тој серијал. Да, може, да. Мислам, видете, ако има интерес, да, зашто да не? И секој човек не сакам да сме досадни. Пристап и начин кој што му е за него прифатлив, за да си го објасни и постоењето, и здравието, и да може да влие на себе. Секој си има различно нешто што го прифаќа. Он првичок кога ќе слуша, види, за еден ама кога едно 10 минути или 5 минути ќе му се објасни на човекот нели тоа што планираме да го правиме во иднина со вас што ќе се прави, значи он ќе разбере че па не е тоа така како во суштина не е она што во иднина треба да го правиме. Ако постои интерес да го правиме тоа што сега го неуваме, нели? Нека биде повеќе едукативно. Науката во позадина на тоа како можеме ние на клетките да им дадеме соодветна информација да ги регенерираме органите и да ги излечиме одредени заболувања. Тоа е всушност тоа што сакаме да го објасниме. Механизмот на дејство е епигенетски. Епигенетиката е наука која што објаснува се. Сите процеси на сите програми што се случуваат во било која клетка. Ние за епигенетика зборуваме веќе 20 на години, почетоците се можеби 2012, така? Да. 2012 до многу. А што е епигенетика? Јас сум скептик. Па гледај емисијата. Мембраната на клетката, да. Волим те, мембраната на клетката. Да. Тоа ќе го објаснам за мембраната. Што исто така е многу значајно, за тебе е смешно. Ми се допаѓа вака, затоа што луѓето, пак ќе кажам, у сите мои подкасти што ги правевме, докажуваме дека вие сте луѓе, не сте роботи, не сте... Апсолутно, значи, да. Малце на Шанков, дека да е малце од поинаква гледна точка. Да. Дека, еве, ова е природно, луѓе, не е ова магија, не е... Така, еве, климата што дува во мене, после ќе се залепам нешто за инфекција или за воспаление на синус. Така да. Затоа мора превентивно да делуваш. Ќе ги исклучиме клими. Љубе ги уклучува, ствари, знам зашто ги уклучува сега. Ги настинува.
Стратегија. Сега, нели, нормално дека истражувањата не застануваат тука, продолжувате, имате нови програми. Да, дефинитивно работиме на многу интересни теми, на многу интересни полиња. Тоа што сега можеме да го ставиме во пракса дефинитивно се користи, а тоа што ќе биде во иднина ќе биде уште поспектакуларно, уште поинтересно. Татјана ќе ви го објасни. Тој дел. Со научни студии, со Работиме на биомодули што се за алергија, готово решение кое што треба да го донесе имуниот систем во нормала и да нема алергиски реакции. Работиме на регенерација на цел циркулаторен систем. Имаме платформа која што е многу работиме на иновативна. одредени исто невролошки заболувања за кои што немаме толку добри резултати, така да се развиваат уште поинтересни можности, како што ние еволуираме, како што ние учиме, како што се развива технологијата, науката, така нели ги донесуваме или ги почнуваме да ги применуваме и тие нели нешта овде. Направивме платформа која што е првата дигитална аптека. Ја имавме направено пред неколку години, меѓутоа ова веќе нова, подобрана верзија е фасцинантно подобра. Може да кажам дека веќе спроведуваме неколку значи студии на дигитална клиника. аптека може да објасниме? Да, на клиника спроведуваме неколку студии, исто така со голем број на испитаници, со анализа после 15 на минути каков е ефектот, после 1 час, после 24 часа, со фасцинантно големо подобрување на симптомите. На болка, на лумбоишиалгија, гонартроза, воспаление, на синус и респираторен систем, дигестивен систем, болка. Што е дигитална аптека? Ова е една од ова не е само они нешто така залепено. Не, ова дека е си постои цел процес на истражување, стручни, апсолутно, и докажување, регистрација, анализа, безбедност, сето тоа. Да. Злите јазици во Македонија, како што познате. Злите сили, да. Тоа знаеш само така. Не, луѓе, значи одека е комплексна работата, не е само така, доколку сака да се има некое подобрување или не знам залечување или регенерација, си постои цел процес на испитување, не е нормално, се извинувам, нема да биде одеднаш, па ќе биде од втор пат, па ќе биде подобрување. Од климата е за синусите чека, може за инфекција. Ето така. За воспаление. Дигиталната платформа е нешто Извинете да ви покажеме како се. Иако Кико е скептик, јас сепак е Не, за мене беше, ма не го носам. Дигиталната платформа е нешто фасцинантно затоа што тие клеточни сигнали се прикачени на светлината и звукот како носач. Што значи тоа? Имате една платформа во која што од околу 50 патологии може да одберете една. И сега, на пример, го пуштате видеото во која што тие прикачени сигнали се за болка во вратот, пример. За 2 минути ви поминува болката во вратот. Затоа што преносот на информации преку светлината и звукот е многу побрз од она што го правиме преку клетките на кожа, во суштина. Преносот на информации може да се изврши преку процесор, чип, но може да се пренесе и преку друг тип на фреквенција или носач. Во случајот тоа може да се случи или да се прави или го правиме со помош на фреквенцијата на светлината и фреквенцијата на звукот. Истите информации што се запишуваат овде, нели како еден оптички кабел каде што интернетот го пренесува преку светлина, нели во самиот кабел, ние така правиме да имаме одреден, да го речеме, видео и аудио файл, нели едно видео кое што менува боја и испушта одреден звук, кој што е повеќе нели налик на шуштење или него на нешто што е за нас разбирливо. Сега во случајот на тој звук и на таа светлина се запишани истите информации, малку поразлични, или од тие што се овде запишани на оваа дигитална таблетка, да ја речеме, нели, што се носи на кожа. Во случајот нели е таа така наречена дигитална аптека ја нарекуваме, затоа што веќе денеска немаме потреба да ние отидеме во некоја аптека да купиме, пример, аналгетик ако не боли глава, аналгетик ако не боли зап или кафетин ако не боли глава, него ние можеме денеска да се најавиме на таа платформа, значи таа интернет веб страна. На таа страна може да селектираме, да речеме, што нас не боли или што ние имаме одредена состојба, зависно за тоа што има таму решение, нели, и тоа решение, нели, или тој видео файл да ние го гледаме така како што е, нели, таму пропишано да се користи. Со тоа што е ефектот или информацијата тогаш ја добиваме од нашиот телефон или од нашиот компјутер, односно од нашиот монитор. Да, звучи малце абстрактно, но не е ништо. Сум пробал. Јас имам лично искуство каде што Евгенија беше болница на пулмологија, беше 3 години поред, завршивме на флексотида, на све.
И со тие видеа што ми ги прати ти Татјана, Евгенија повеќе не отиде во болница и не отиде на пулмологија. Да. И еве скоро 2 години не користи нити флексотида. Значи, ова не е реклама, да. Ова е само лично искуство кое јас имам. Значи тие видео аудио фајлови ние ги развиваме 9 години веќе. Последниве 2 години имаме клинички студии за нив и сега веќе некаде за неколку месеци од денеска веќе ќе бидат пуштени нели да се користат или ќе бидат достапни за цел свет. Ги најавуваме овдека како или ги објаснуваме како некоја преднајава за тоа што веќе технолошки е возможно или веќе се користи. Така да ова веќе иако звучи на нешто револуционерно и ново, веќе е застарена технологија. Така, веќе нели сега се оди да науште нешто по функционално, подостапно, поедноставно. Така. Ви благодарам што бевте мои гости кај вас. Толку беше, да. Не болеше. Ние само ќе најавиме дека и наредната сезона соработуваме. Пак ќе кажам намерно. После нова година или од есен? Не, од октомври. Нема тука пауза. Нема пауза, не продолжуваат и понатака подкастите што ќе се снимаат овдека, каде што поубаво ќе објасниме на луѓето и ќе им го доловиме како тоа се изгледа и како они можат да дојдат, да се направи скен за нив, да им се објасни, да им се направи персонализирана терапија за нив. А плюс и продолжуваме од октомври месец, каде што пак затоа кажувам Кико, ти ме прекинуваш цело време. Дека е скептик затоа. Не те клоцам јас. Тања те клоца познава. Ја мислам ти ме клоца. Не. Кико има секоја што да каже. Да, Ајде, пред да завршиме емисијата, Пред прашај. Кико имаш да Чекај да видам што беше овој ваучер. Ти го зема цело време. Благодарам што ги испочитував ти моите гости, кои се презадоволни, имам и фотографии од нив, када се презадоволни. Некој може и пензија нема да земе ради ова. У позитивна смисла ќе се помлади. И сакам да соработуваме долги години и да дојдеме до ниво каде што само ќе седиме и нема да има потреба да лекувате луѓе. Да, апсолутно, да. Би било Те идеално. поддржувам тоа, да. Благодарам уште. Сега ти ме клоцаш или Тања? А, да. Никола вака прави, нема више картичка. Овие сабскрайбери. Чекај, Нико, овде кажи жив ти све. Значи, овој ми е најтежак дел. А вие ставете сабскрайб на нашиот канал и чекајте новата плейлиста заедно со Тања. А јас? Има што да каже И секој. Кико, Никола и Кико. Ама Кико извади многу пачот, остави кај Кико. Значи, джабе 100 евра дадам. Посебен канал со Кико ќе има. Да, Тој само ќе збори. Да, само со Кико ќе има посебен канал.